Добар ден. Правиме интервју со господинот професор доктор Рубин Земун на тема мултикултурализам и едно општество за сите. Поведнаш би почнале со првото прашање, како ја оценувате стратегијата едно општество за сите, односно мултикултурата во нашата држава? Па, мислам дека ние како општество и како држава треба да бидеме многу горди што направивме на таква стратегија, која што е прва стратегија во Европа за интеркултурализам. Бидејќи тоа е одговор на државата према некои негативни феномени и појави што ги имавме пред да кажеме 7-8 години. Сега можеби се не се чувствуваат бидејќи тензиите се намалија, ксенофобијата или говорот на омраза по медиумите е прилично се и намалено и санкционирано и беше колку помина 4-5 години што за тоа не се чувствува. Меѓутоа пред да кажеме 7-8 години тоа наистина беше многу негативна појава. Македонија беше оценувана и од меѓународната заедница и од домашните организации како поделено општество, што одеше прилично во немир и нетолеранција, па имавме и тепачки, се сеќавате на Калето, имавме за жал и убиства по автобусите, нели, се присетуваме се што се случуваше све пред 7-8 години. Сега мало е порелаксирано. Една од работите која што можете даде природнес кон тоа насмирување е токму стратегијата за едно општество и интеркултурализам. Тоа е многу битно да се спомени, не е само едно општество, него е интеркултурализмот, бидејќи интеркултурализмот е процес кој што треба да овозможи да дојде до едно кохезивно, да кажеме, општество. Сега луѓето прилично него добро и разбра што станува, што е тоа едно општество, го меша со еднаквост дека натаму, еднаквост е за граѓаните, да, меѓутоа кога зборуваме за општество, од поделено направивме едно општество, што се трудиме да направиме едно општество, може не сме дошли до тој стадиум посакуваниот или никош не да дојдеме до идеалното, да кажеме, кохезивно едно општество, меѓутоа антиподот на едно општество е поделено општество. И тоа станува збор, баш кажам за општества, не станува само за индивидуални права, иако индивидуализмот, правата влегува во тоа едно општество дефиницијата, бидејќи секој човек без разлика на било кој идентитет и припадност, дали етничка, религиозна, јазична, регионална, не знам, родов идентитет дека натаму, треба да биде еднаков пред законите, меѓутоа да биде интегриран во општеството. И не треба да има никаков вид на дискриминација или исклучување. Ние имаме прилично, знаете, не се гледа цета наше општество само тоа што се случува во Скопје или во поголемите градови. Нас најголем проблем и најзапоставени за жал се руралните средини, каде што исто така живеат голем број на различности, нели да не зборуваме по селата. И уште повеќе, да кажеме, во тој родов идентитет, правата на жените. Значи, ние многу малку зборуваме како, например, една жена од една заедница, не само еднаш, него 2-3 пати е дискриминирана, бидејќи е припадник и на некоја заедница, припадник на рурално општество, рурално населба живе, каде што прилично се по малку интегрирани од тие што живеат во урбано, и уште кажеме жена. Значи, замислете колку тоа и не дај Боже да е, не знам, инвалид и натаму, значи, да кажеме, мулти дискриминации чувствуваат некои особи поради различните идентитети, например, што ги има во исто време. Значи, идентитетот не е само еден, идентитет имаме, значи, повеќе, една персона во еден момент има многу идентитети, не е само еден идентитет. Така да кажеме, исклучување, тоа се мора да зависи нормално и колку е сервисот на државата во тоа, колку државата воопшто успеа да даде сервис на сите тие граѓани. Меѓутоа со оваа стратегијата се обидовме да направиме нешто да доближиме до граѓаните. Сметате дека меѓуетничките состојба во Северна Македонија е подобрена за разлика од претходните неколку години? Па, ако зборуваме за тензиите и антагонизмот, да. Иако индивидуални испади имало и че има, значи не може тоа никој да го тоа идеално, нели, исконтролира или идеално да го тоа спречи, меѓутоа трендот мислам дека е подобар. Сега може би ова ситуација што имаме сега со војната што се појавува во Украина може да има
да генерира нели некои се да кажеме и говори на омраза и ксенофобија, ете гледаме повторно кога се поделба во Македонија, имаме на тие што го подржуваат Украина и тие што подржуваат политиката на Путин и така натаму, гледаме повторно која прилично голема поделба се прави барем по социјалните мрежи кај нас во нашата земја. Што не е само Македонија пример, гледаме во соседството се случаи дури протести, еден ден да имаме за Путин, утре да имаме протести за Украина во истиот град или во Белград. Така што сето тоа влијае, не може да кажеме кога ние живееме во стаклено звоно, сето тоа влијае и се тоа што се случува со економската криза, со нели порастот на цената на горивата и така натаму, може да дојде до да кажеме и последици да има во меѓуетничките односи. Сега за сега мислам дека барем овие последните 4-5 години се направи едно убаво да кажеме смирување. Луѓето размислуваат многу потрезвено кога зборуваат за другиот, за другоста. Многу лесно беше пред 7-8 години да најдеме по медиумите хейтери. Хейтерите бија на цена, што повеќе ги вреđа, другите беа по ценети. Тоа гледаме дека не е сега повеќе. И е тоа за поздравување. Сепак медиумите и тој говорот на омраза прилично допринесуваат на интензитетот, на степенот на меѓуетничките односи и толеранцијата. Так, каде ја идентификувате дискриминацијата и поларизацијата во нашето општество? Па дискриминацијата е во секоја пора на животот, не можеме да кажеме дека нема. Значи во секој момент може да се јави некој што дискриминира. Дали е тоа обичен вработен во кафич, нели не дозволува одредени луѓе од друга заедница да влезат. За жал не имавме пример кога беше тоа пред 3-4 години, нели кога и почна да кажеме стратегијата да натаму е наш репрезентативец фудбалски на Македонија во Прилеп, нели со неговото семејство не смеше да зборува на албански јазик, нели имаше се сеќавате да не ги се спомнува поединци. Значи таа дискриминација, јазична, нели според јазикот дискриминација. Значи дискриминатори има на секое место и не се знае дали некој во афект или во латентна состојба ќе биде дискриминатор. Може понекогаш и јас сум. Знаете, меѓутоа прашање колку ние го санкционираме тоа, колку ние сме свесни на дискриминацијата и колку ние тоа го санкционираме и дали луѓе што се жртви на дискриминација знаат како да тоа го санкционираат и да го казнат. Ете, фала Богу, конечно имавме еден период дол кај што не беше формираната комисија за спречување на дискриминацијата, мислам дека се малку профункционира. Меѓутоа мислам дека едукацијата на населението треба да биде малку поинтензивна, да знаат дека на секој момент може да се случи дискриминација по било која основа и како да се тоа реагира, како да реагираат и институциите на тоа. И мислам дека тоа може да се подобри. Иако пак ќе кажам, дискриминација постои не само по етничка, не само по расна, не само по јазична, не само по родова, во остави натаму постои дискриминација. Ете гледаме според бројот на представките што се јавуваат во комисијата за дискриминација, тој број постојано и расте. Сега бројот не расте само затоа што кај зголемата степен на дискриминација, може би број расте по тоа што е свеста зголемена на луѓето да пријават. Да имаше еден случај каде што пред 15-20 години кога се пријавува колку во нации која земја колку има пријавено случај на насилување, на семејно насилство така натаму. Пример кога Франција имаше пријавено не знам над 2-3 милиони, а Иран ниту едно. Сега што во Иран значи не постои. Свеста во Франција е поголема да се пријави тоа. Така што и бројот што каде се зголемува на представки во комисијата за дискриминација дека можеби свеста се дига кај луѓето и тоа е добро. Охрабрување да пријават. Охрабрување и треба да се пријави тоа во секој случај. Како после резерва државата за тоа е друго прашање. Колку се тие санкционирани, ја не знам дека многу малниот број можеби на тоа треба да провериме. Колку е бројот на судски завршници за дискриминација. Е тоа, кога ќе видиме дека некој стварно дискриминатор има судска завршница и соодветно е казнет и колку е тој број, може тука треба да го може, баш да кажам, мониторингот да го зголемиме како
невладин сектор, како академска заедница и така. И како државни институции. Кои се вашите заложби за промоција на мултикултурата и европските вредности? Знаете се, јас сум ми пишувал за тоа, дека зборот мултикултура не кажува ништо. Тоа се кажува дека нешто е различно. Во една соба, ете, тука сме 3-4 луѓе од различни култури. Дагали. Тоа што треба да се користи како терминологија. Значи, терминолошки треба да бидеме свесни за еден феномен кој што е прилично осетлив. Значи, ние може да зборуваме за мултикултурно општество. Може да зборуваме за мултикултуралност или за мултикултурализам. Или не се да замарам за терминологии, меѓутоа кој се Не, убаво е да објасните за тоа што нели тие термини, тие терминолошки изрази. Мултикултура во суштина само покажува нешто, ете, да задоволиме потреби да бидат сите присутни. Меѓутоа, проблемот што вие ги зачнате дискриминацијата, инклузијата, нели, говорот на омразата, тоа треба да биде под мултикултурализам да се користи, бидејќи изам е идеологија која што се базира на некоја си основа. Пример, социјализам, измот, идеологија што се базира на равноправно општество, или фашизам, идеологија што се базирал на снобизмо, нели, фасцио и така натаму. Значи, мултикултурализмот, основата го има мултикултурното општество и идеологијата што треба да се гради е да ние имаме мултикултурно општество. Тоа е измот, на крај изам, нели, што се користи, и така треба да се користи. Сега дали, знаете, во поново време има критики на тоа на мултикултурализмот, на академска, кажеме се, ниво мало, и дека треба да се повеќе користи интеркултурализмот како некоја си понапредна фаза на мултикултурализмот, што мислам дека јас сум поборник на друга работа, дека тие не се спротивставени идеологии, него треба да бидат паралелни. Ако мултикултурализмот повеќе дава во значај, сочува идентитетот, културата на сите различности, интеркултурализмот е нешто што ги става тие различности во некоја се симбиоза, по мое разбирање. И двата процеси треба да додат паралелно, бидејќи ни треба и да се негува различноста, меѓутоа треба да се негува и заедништвото, и во тоа да кажеме, комуникацијата. И така што тие две идеологии за мене треба да бидат паралелни, не само за мене и голем број на ако едно се испостави, тоа е проблем. Кај нас беше проблем Македонија што ние од независност навамо премногу зборувавме за мултикултурализмот, а премногу малку зборувавме за и политики правиме за интеркултурализмот. Не само кај нас, во главном тоа е процес на секаде, па и во Европа. Зато кажав преска дека треба сме горди што ние сме првата држава во Европа, Канада е првата во светот, меѓутоа ние во Европа, кај што развиваме политики на интеркултурализам. А да има интеркултурализам, ние променуваме различности во степен на сочувани идентитети, да можеме да после да правиме и заедничка интеркултурна комуникација, толеранција, симбиоз, дека натаму тоа исто е една работа која што треба да се зашто ни треба интеркултурализмот и мултикултурализмот. Пример, значи многу малку се познаваме. Еве, ќе кажам пример, ако вие сега отворите сторио сервис, кој е третиот сервис на МТВ, нели каналот, и сите тие заедници што имат на јазиците се зборуваат, кажуваат проблемите, ама нема превод. Ние не го разбираме што еден ром сака да каже, или еден турчин, или влав. Се зборуваат на влашки, нормално. Тоа е мултикултурализмот. Меѓутоа, тоа што треба да ние го разбереме што тој влав или ром кажува, треба да има превод. Тоа е интеркултурализмот. Значи, тоа треба да иде заедно. Така ли? Ако тој сам за себе за некоја заедница само зборува и кажува проблемите, а заедницата ги знае проблемите. Да, ги знае. А тој другиот не ги знае проблемите, тогаш што? Доаѓаме до поделено општество и затоа мислам дека треба да тие два процеси одат паралелно и мислам дека во тоа убаво се го менаџираме сега засега, иако не е задоволително во секој случај. Вие го начнавте ви на начално и последното прашање кое што би сакале да го поставиме, а тоа е како досега се спроведуваше стратегијата Едно општество за сите и што според вас недостасува во следната тригодишна стратегија што треба да биде во имплементација. Значи, пак ќе замлам Едно општество за сите и интеркултурализам е стратегијата, целосниот, односно
национална стратегија за развој на концептот Да, на ние едно го општество. скративме за да нели Така, пошто е во интерес на времето. Да, знаете што поентата треба да биде на интеркултурализмот на едно општество. Значи поентата, фокусот треба да биде на интеркултурализмот, барем тоа е проблемот што постои во Македонија. Са тоа едно општество може би за политички вака вокабулар добро звучи, меѓутоа општество не е само политика, треба да видиме што е фокусот кај треба да се стави. Не е битно, значи за жал стратегијата која се усвои тоа беше некаде јануари, февруари, мисля че 2020 година. Веднаш после тоа започна ковид кризата, значи пандемијата, и тоа прилично мисля дека акционерот план го забавуваше, иако по тоа што јас ги гледам како се движат акционерните планови, главном добро оди, меѓутоа се предамениа средствата на други поважни, да кажеме, приоритети, која беше ковид и така натаму, и уште ние имаме ковид, во секој случај ова опасност. Сега гледаме и ова со Украина, мисля дека прилично и таа економска криза што ја имаме и може да се зголеми, можеби ќе ги запостави. Знаете, ова работа се движи за едно општество. Интеркултурализам е скапа работа. Значи ние како држава сме сиромашна, меѓутоа ние е неопходно да тоа урадиме, меѓутоа е прилично скапа работа. Треба активности, треба едукации, треба медиумски кампањи, треба организации на разни хепенинзи, тоа кошта, тоа пари се. Така ли, образование треба на луѓето и дека натаму тоа треба да се направи. Вете поминува тој 3-годишен период уште малку. Мислам дека владата веќе донесе која си одлука кога треба да се оди на подготовка на оваа стратегија. Мислам дека во институциите се презедуваат добри некои мерки во одредени министерства, не во сите. Сега ќе имаме наскоро повторно во владата таа постојана комисија, кај што ја член на таа постојана комисија, ги доследува како се развива на секои 3-4 месеци стратегијата. Во некои месеца нормално не може да се лутиш бидејќи беа преангажирани во други работи, меѓутоа во некои имаше добар обид во мисля за образование и тука мислам че главниот стратегијата има 7 кластери, знаете, на активности. Вториот кластер е образованието, за мене најзначајните активности кластери, може би тоа не се приметува на дело бидејќи имавме и онлайн настави дека натаму, меѓутоа мисля дека се презедуваат добри некои мерки внатре во самото министерство, поготово околу обука на наставниците и да кажеме новиот концепт, кој имаше прилично големи критики за новиот концепт на основно образование, меѓутоа не е само основното, имаме и средно, имаме и високо образование. Мисля дека тука се постави одредени темели, а тоа баш ќе кажеме тоа е процес кој што треба да трае не 2-3 години, треба да трае 30 години за да се ги видиме високи резултати. Знаете, образованието започнува, кажува мој приятел Франце започна 30 години пред да се роди детето. Тоа почна образованието. Значи високите резултати од тоа што се случува образованието, че чувствуваме малку за двете декади, не сега, ама добро е што веќе луѓето размислуваат. Имаме голем број на школи што веќе прават активности за запознавање на другиот, на интеркултурализмот. Голем број на проекти има и надвор од државниот система, се во школите, голем број на невладени организации кои што тоа го работат, да ги се спомнуваме, па Европската унија и УСА и така натаму работат во таа работа. И мислам тоа е добро што така оди. Другите кластери, да не се спомнам значи не тука да дојде координаторот Роберт Аладжозовски да ви зборува за тоа, тој подобро ќе каже. Мисля дека добро се развија. Сега треба да прави нова стратегија. Новата стратегија треба да се подготвува ова година. Мисля дека повторно ќе помине тој процес што беше и во 2018 година, да имаме широка јавна дебата, да се вклучат што поголем број на заинтересирани страни, невладени организации, академска заедница, политички партии, нормално, локалната самоуправа, и кој таму има посебен кластер, меѓутоа имаме големи проблеми во законодавството за локална самоуправа, да се променат работите прилично е, за жал ние некои закони ги заглавивме со тие мнозинства татински, падентерови, вакви, такви, и тој механизам, тој запчаник многу потешко се движи од колку што треба да се движи или се движи во другите земји. Нашиот закон за локална самоуправа, например,
е блокиран во тој членот 55 блокиран бидејќи треба двотретинско мнозинство да се тоа смени. А знаете, во тој член 55 се зборува за тие комисии за односи меѓу заедниците, каде што се ставиат такви небулозни, да кажеме, се ставени до 2004 да се праша тој закон одредби, да воопшто тие комисии гледаме колку 20 нешто години не функционираат, нефункционални се. А тие комисии има за цел чисто да овозможи комуникација, толеранција на локално ниво. Ама така се тие блокирани, да не кажам господин членот, пример, за да постои комисија во една општина треба да има 20% од една заедница. Мислам кој нонсенс е тоа. А посебно што тие комисии не се ни платени, функционираат на волонтерска база. Ниту пак има некоја однова моќ да донесат одлука. Тие само совет му даваат на градоначалникот или на А треба да има диалог, треба да има разбирање. А каде да има диалог ако нема во институциите општински, каде во кафана ли ќе имаме диалог, нели? Па така се сведува работа, како малку, да кажеме, по приземно да зборуваме, нели, на земно ниво што се вика. Такви глупости небулози имаме, нели, во нашето законодавство, тоа беше првиот кластер. Некои закони успеавме да ги малу ги ослободиме. Имаше во некои закони прилично, да кажеме, небулозни работи околу на афирмација на дискриминацијата. Тоа малу се, мислам дека некои работи се средига натаму. Значи, прилично има работа. Ова првата фаза на стратегија беше прилично работа во институциите. Законодавството да се среди, образованието да се среди, не знам, медиумите во јавниот сервис да се малу средат работиве, да се средат, мислам, во смисла на интеркултурализам да се овозможи. Или во култура. Ја не знам, ако ги гледате што овие 30 години е финансирано од проекти на културата, ќе видите дека ниту еден проект немаше за интеркултурализам. Сите се етноцентристички проекти финансирани. Не знам, заштита на култура на власти, на роми, на турци, не знам што. Ниту еден проект нема за тие заедно бидат. Сите заедно. А нека нема, аплицирани се, гледа дека има тоа по невладини организации што финансираат другите фондации, има. Ама немаше во Министерството за култура да тоа го афирмира. Се мисли че тоа се стави програма дека тоа треба да се поддржува, да биде афирмативно тоа таква работа. Да, ете, за медиумите зборувавме, за локална самоуправа зборувавме, младите, мисля дека со младите барем колку добро се работеше и се работи. Мислам дека добро сега немавме некои спортски настани поради ковидот масовни, меѓутоа малу се стиша тие, кажеме, во трибините навивањето, тие навивачки групи и тепашки дека натаму. Се надевам дека нема да се повтори во идни. Добро, и тоа беше и дело тоа дека и навивачите ги немаше на трибините поради ковид мерките, да. Но се надеваме дека ете. Ама сепак се слушаат понекогаш во навивањето. Да, но се согласувам со вас дека се намалија и тие повици кои што нели бевме навикнати на некој начин да ги слушаме. Да, ете овие кажам се работи кои што се народов сака тоа политички, не знам, што вработува, вакви така не е тоа суштината. Суштината е што зборуваме. Значи, потолерантно општество да правиме, по-големо разбирање да правиме, да се дружат повеќе луѓето и така натаму. И мислам дека само тоа е клучот да се напред. Јас ви благодарам, господине Земон, па остануваме во понатамошна Во секој случај благодарам на вашата иницијатива, на вашиот проект. Убаво е што повеќе се зборува по медиумите, да ги слушаме нормално и другите, и мислам дека само на ваков начин, пак ќе кажам, преку разбирање, отворено за проблемите, потикнување да владата преземат политики, нели, доста е битен невладиниот сектор, медиумите како вас се многу битни, дека треба да се преземат политики, да се преземат мерки државни за да се некои работи подобрат.